Потребно е формирање на итно координативно тело за спас на Трескавец, каде членови ќе бидат врвни експерти од својата област, доколку не сакаме за секогаш да го изгубиме ова не само наше, туку и светско културно наследство. Ова се заклучоците од научниот собир кој што викендов се одржа на Трескавец, во организација на Институтот за старословенска култура од Прилеп, на кој што присуствува голем број наши врвни научни имиња. Црквата на Трескавец, која потекнува од 13-тиот век, се наоѓа во катастрофална состојба. Дел од фреските се неповратно изгубени, над зидовите има огромни пукнатини, а за да не се урна делови од нив, тие се заштитени со привремени потпори. Привремена заштита која веќе 6 години стои, има и на надворешниот дел. Огромен проблем кој за сега не може да се реши е и влагата во црквата. Загрозеност е во најголем обем содржана на сите елементи, почнувајќи од архитектурата, фрескописот, иконописот, и конструктивните елементи на објектите. Ова е апел за сите кои што можат да придонесат во оформување на ово тело, во спротивно ќе дојдеме во ситуација да го изгубиме овој културен комплекс со тоа и да ги изгубиме и местото во светот на цивилизираните општества кои што соодветно на меѓународните конвенции се грижат за заштитата на културното значење, особено културното значење од највисок ранг. Од Прилепскиот музеј демантираа дека ситуацијата била толку многу катастрофална како што вели научната фела, но и тие признаваат дека кај нас нема стручни конзерватори за вакви проекти и веќе било договорено тука учество да земе експерт од Грција. Бидејќи Трескавец бил граден во повеќе фази и векови, сега дилема исто било во која фаза да се врати назад црквата и да се конзервира, но сите овие процеси течат пребавно, а манастирот пропаѓа. На крајот би требало секоја од фазите во кои што постоел да биде застапена, значи преку конкретни решенија за кои што се разговара, се донесуваат одредени одлуки. Околу презентирање само на една фаза од постоењето, тоа е генерално невозможно за да се одлучиме ние една фаза да презентираме на од споменикот. Тоа е нешто кое што треба да се базира на сериозна обсервација на целокупната состојба и после дополнително да се определи што ќе се презентира. Доколку продолжиме со привремени, а не трајни и сеопфатни мерки на заштита и сериозен пристап, трајното губење на Трескавец е се поблиску.